Пожарите и исправувањето на државата со природните катастрофи се дел од темите на кои разговараме со директорот на Центарот за управување со кризи Агрон Буџаку во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Господине Буџаку, вие сте прв директор на Центарот за управување со кризи уште при неговото формирање во 2005 година и сега повторно сте начело на оваа функција. Подобрени ли се состојбите во Центарот за управување со кризи во изминативе 15 на години? Па, накратко би рекол, не дека е подобрено, но е полошо отколку што како нова институција ја оставив тогаш помина во собрание како пратеник и бев само 9 месеци отприлике тука. Имавме многу амбиции, нов закон, нова клима, но за жал поради субјективни и објективни причини ситуацијата е многу полоша отколку што јас очекував. Со колкави ресурси располага Центарот за управување со кризи и од друга страна какви се реалните потреби за нормално функционирање на оваа институција? Мислам да ви кажам дека нашиот мал буџет кој уште полошо ќе се скрати идната година спрема проекциите на Министерство за финансии, 92% околу оди на плати. Така да ние само за плати и за минимално функционирање со режиски трошкови да не се меѓународните институции кои не помагаат, и ја тука би се заблагодарил јавно на почнувајќи од USAID кој од почеток беше со нас, па JICA, јапонците, исто така ГИЗ, германската институција за помош и Европската унија, тешко би јас работиле како што треба нашата работа. Побаравте ли повеќе пари еве со последниот ребаланс на буџетот? Со ребалансот не, ама имаме една проекција, пошто лани побарав не дадоа, така да тоа е само трошење на време и ресурси, така да ова година планираме и побаравме поголем буџет, плюс затоа што од следната година ние имплементираме оптимистички, реално можам да кажам дека декември идната година ќе биде во функција единствениот број за повици за граѓаните 112. Што значи тоа? Наместо да се врти полиција, прва помош или противпожарни единици или било каков проблем да има граѓаните, ќе има само еден број да повикуваат и тоа е проект финансиран од Европска унија. Сега парадоксално е дека ние ова е една од барањата или критериумите за членство во Европска унија, примената на овој. Европска унија финансира, а тие 15% кои беа определени во проекција за идната година, сега најновата што ја добивам проекција на буџетот или како што викаат рамките на тоа колку можеме да бараме, тие 15% што државата ни ги одобри, сега се скратени идната година, така да не знам што да кажам. Тоа е тотално неглижирање на еден многу важен аспект и плюс барање на Европска унија. Тие финансираат, ние имаме само 15% да учествуваме во проектот и тие 15% со проекцијата или планирањето на буџетот за идните 2 години се скратени. Тоа е апсурдно. Поголеми пожари имаше уште од март оваа година, па сега повторно гледаме запалени шуми на многу локации. Зошто државата со години не може да ги превенира пожарите? Превенција е една од функциите на Центарот. Значи, превенција, рано предупредување, координација. Затоа што често не очекувам сите граѓани, ниту пак сите новинари, медиуми да ги знаат сите закони и процедури. Но јас би нагласил во оваа прилика дека ние само во дел на превенција практични не можеме ништо да правиме, затоа што не добиваме никакви средства за организирање. Тоа не е баш многу добра политика, затоа што еден денар, неодамна имаше една конференција во градот Скопје за поплавите, еден денар вложен во превенција заштедува 7 денари во санирање на последиците од несреќата. Значи, ние сега наместо да инвестираме тој еден денар во превенција, ние после плаќаме скапо во санирање на последиците. Тука тоа е многу важно прашање. Ние од наша страна правиме координација, но ние немаме ресурси директно на терен.
Второто прашање е во улогата на ЦУК. Ние имаме улога во кризна состојба. Прогласена кризна состојба, законски, ние превземаме координација на сите институции кои треба да се ангажираат во справување со една несреќа, било да е од природна или од друга природа. Значи, само во кризна состојба тоа менаџираме веќе со мигрантската криза. Но од друга страна, во време на нормална состојба, непрогласена кризна состојба, се знае, институциите треба да знаат. Значи, дека, прво, ако има пожар, прво ќе интервенираат луѓето на терен, македонски шуми, па после ќе интервенира локална самоуправа, затоа што територијални единици на противпожарни единици се под локална власт. И тек после ние ги информираме сите други и ургираме да има интервенција на Дирекција за заштита и спасување, и во случај тие не можат да се справат со пожар во овој случај, тогаш се свикува, ние имаме едно тело редовно што се состанува, тоа е главен штаб, но исто така имаме и група за процена. Групата за процена која по екс официо ја водам јас како директор и представници од институциите на системот, ние проценуваме дали треба да се прогласи кризна состојба за да армијата интервенира во справувањето во овој случај со пожарите. Значи има одредена процедура. Ги знаете ли причините за избувнувањето на пожарите? Тука е реално дека ние имаме многу долги периоди без врнежи, кои веќе. Второ е дека, како и секаде, човечкиот фактор е главен, дали од невнимание, дали од намера, се пала стрништа, ливади, ниви и така натаму, се прозрокува пожар и тука мислам дека треба институциите на системот да бидат многу поостри во казнување на тие што несовесно предизвикуваат пожари. Како ја оценувате соработката на институциите во справувањето со пожарите? Системски, ја мислам дека и на тоа се оди во многу во глобален тренд. Значи, пошто проблемите во глобален тренд се проблеми кои ниједна држава не може сама да ги реши, него климатски проблеми, проблеми имиграција и така натаму, дека тоа само може да се реши во институциите на соработка на сите држави. Исто тако би го рекол тука. Значи, има проблеми кои не може нити противпожарни единици, нити македонски шуми, ниту била која институција сами да ги решава. Затоа системска поставеност е одлична кај нас. Ние тоа го правивме како поддиректор со помош на американците 2005 и на НАТО. Значи, системската поставеност е одлична, но примената на законите бара демократска култура и институционална култура. Што значи дека, например, ќе се деси, нема да спомнам сега имења, не скоро беше еден пожар, се знае како, кој интервенира каде. Но ако градоначалникот го знае лично министерот или министерката, ќе се јави директно и ќе се прескокне целиот систем, интервенцијата ќе биде директно од страна на Министерството во време кога ние имаме органи и процедури кои треба да се спроведат во случај на таков пожар и така натаму. Пред 3 години се случи невреме во Скопје во кое загинаа 20 луѓе и беа предизвикани големи штети од поплавите. Има ли сега поголема институционална подготвеност во случај доколку повторно се случи ваква природна непогода? Мислим, тоа е една лекција, но тоа се случува, таа конференција што ја спомнав, една во 500 години. Значи, такви обилни врнежи за такво кратко време, тоа е исклучително нешто што еднаш се случува, но ние имаме систем како институција, процена на ризик. Значи, ние во локално ниво со нашите подрачни единици и веќе сме спремили на централно ниво процена на ризици на сите општини и сите места во нашата држава. Значи, со процената треба и локалната власт и централна власт да биде подготвена за интервенција во одреден случај. Например, некои делови се повеќе склони да имаат поплави, некои пожари. Исто така да напоменам уште еднаш со помош на џајка и НАТО, НИКС, ние сме воспоставили еден систем за рано предупредување и за следење на ризици од пожари. Значи, тоа е дигитализиран систем и во секој момент знаеме каде ние, со помош на јапонците, каде може да избувне пожар. Со примената на НИКС, со НАТО што го работиме,
до крајот на идната година ќе имаме тотално дигитализиран систем за кризен менеджмент. Најавено е дека ќе биде инсталирана нова технологија во противпожарните возила за следење со GPS уреди, но во земјава има 220 противпожарни возила, од кои 7 се постари од половина век. Имаме 3 канадери за гасење пожари, според датабазата на Центарот за граѓански комуникации, а од друга страна има критики во јавноста дека функционерите возат нови возила. Зошто според вас вака се поставени приоритетите во земјава? Тука пак би нагласил дека реално треба да се согледа нашите финансиски можности. Второ, противпожарните единици се под надлежност на локалната самоуправа, уште еднаш ќе повторам. Значи, или да се рецентрализираат, па да биде една команда како што било во времето, или да се дадат повеќе средства на локалната самоуправа да може да набави. Тоа оди преку измена на законите, поголем процент на ДДВ-то. Јас сум учествувал 2003-2002 во законите за децентрализација, тогаш и баравме. Тоа беше малку етничко врзано, но сепак тоа е интересно сите, да имат повеќе средства единици на локална самоуправа, да можат да инвестираат во реновирање на постоечките капацитети кои се во такава состојба како што рековте. Значи, тука има и треба да има политичка волја, но исто така се надевам, уште една да кажам, со подигање на животниот стандард и на бруто производот, и имаме и средства за да ги модернизираме. Господине Буџаку, ви благодарам за интервјуто. Задоволство. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.